Денеска сме овде за да го најавиме меѓународниот карневал Прочка 2013, кој што општина Прилеп и Сдруженијето Прилепски мечкари годинава го организираат по 13-ти пат на ден 17 март проштени поклони. Карневалот Прочка представува спој на традицијата и модерното и како таков еден од најзначајните настани и брендови на нашиот град, дел од нашето културно наследство кој што мораме да го зачуваме, меѓутоа и да го презентираме како на локално, така национално и меѓународно ниво. Во петок на 15.3 во 12 часот во ликовниот салон во просториите на Центарот за култура Марко Цепенков свечено ќе биде отворена изложбата на цртежи и маски на кои што учествуваат со свои креации учениците од сите основни и средни училишта и се разбира од страна на градоначалникот ќе им бидат доделени награди на најуспешните. Во сабота на 16.3 во 12 часот во центарот на градот карневалот ќе се најави со парада на мажуретките, оркестарот, мечкарите и многу кловнови, куклари, штулари, така да тоа ќе биде најава на карневалот, ќе има и други изненадувања за да го проследиме централниот настан, односно меѓународното дефиле во недела на 17.3 со почеток во 13 часот. Се тоа ќе заврши со една голема маскембалска забава за странските маски, за нашите наградени маски во хотелот Липа со концерт на Владко Лозановски. Ова ќе биде најголем дефинитивно карневал до сега во историјата на Прилеп, на тоа укажува и бројот на пријавените лица кои ќе продефилираат на онај официјален дел во 13 часот во недела на булеварот Гоце Делчев. До сега има пријавено преку 2000 организирани лица маскирани, а до овие неколку дена, значи до почетокот на карневалот, очекуваме да бројката биде 3000, можеби да надмине бројката 3000. Исто така имаме и најмногу групи до сега пријавени од странство кои доаѓаат и ќе го посетат организирано, значи овој карневал со нивни маски преку кои ќе се презентираат, групни маски нормално. И исто така карневалот се повеќе замав зема не само како што кажа Снежај во училиштата основни и средни, туку и кај сите граѓани и ентузијасти кои токму и овој ден е наманет за забава и дружење помеѓу сите нас. Што значи очекуваме во градот сите кафетерии, кафичи овие два дена, саботата и неделата, да бидат во контекст на самиот карневал, карневалски денови, сегде има организирано карневалски вечери по кафичи, по дискотеки, по ноќни клубови. Тоа многу значи од економски аспект за градот, бидејќи очекуваме во саботата и неделата да има преку 30-40 луѓе од страна кои ќе дојдат, кои ќе сакат да присуствуваат во овие карневалски денови во градот Подмарковите кули, односно во Прилеп. Отворена покана до сите граѓани на Прилеп и околината и посебно од Македонија и пошироко да повелат да дојдат да се забавуваат овие два дена. Ние сме покажани и докажани како гостопримлив град кој што негува традиција, култура, меѓутоа Прилеп е познат и како град на мајтапот и шегата, така да овие два дена ќе има навистина многу мајтап, шега и ќе биде забавно за сите генерации.